трябва повторно да подсетаме работа, кој што се случува, бидејќи пред нас имаме одлука за пренесување на собственост на АД Електран на Македонија, на изграден ватрак за потребите на проектот нотификација на Битола. Треба да во собственост на општина Битола, нешто за кое што платиле граѓаните на општина Битола, од буџетот на општина Битола, да му се даде на фирма која што во Скопје само за една фасада на нејзина зграда потроши 14 милиони евра. Сакам да ја подсетам дека оваа иста фирма беше главен инвеститор на шичарата за воду. Оваа иста фирма имаше прво најавено, а потоа си имаше откажано под идејата за правење рајска градина во општина Аеродром. Ова иста фирма до сега општина Битола препробарано нема дадено пари за копање. Нема апсолутно како општествена одговорна фирма ништо прешено за општина Битола во однос на сумите кои што ги дава за Скопје. И сега ние како општина од своите буџетски средства треба да му дадеме на АД Елем, профитабилна фирма, топловод, кој што биваме ние во наша собственост. Сега да што прекрстиме топловодот, требаше да мислите кога доставувавте топловодот, за што се потрошени средства. Истата таа најава за топловодот за Битола беше најавена од страна на истото ова општинско раководство и ова општински менеджмент и дел од ова општински совет дека тој топловод ќе се користи за загревање на поголемите општински потрошувачи на топлинска енергија по кракот на булевар. Тоа требаше да биде 2009 година завршено. Сега сме 2017 година. Зошто до сега не го направивме и каде е довербата во ова општинско раководство за вакви проекти, се враќаме на предходната точка за која што гласавте, зошто не гласавте за, гласавте воздушно. Зошто вие не се распрашавте, зошто вие не покренавте натрепартиска дебата, накарали тоа јавно натрепартиска, зошто до сега не се направи топлификацијата на тој начин на кој што вие го ветувате да се направи. Сега одиме и на топлификацијата која што се ветува од РЕФ. Истата таа топлификација прв пат се јавува како идеја или како проект 2012 година. Од 2012 година до 2017 година поминаа колку? 5 години? Беше најавено дека ќе биде истата таа топлификација реализирана во зимата 2017 година. На почетокот беа предложени одредени суми за да се инвестираат за да се реализира ова топлификација. Почетните суми беа 35, 40, стигнаа до 67, за на крај да се заврши 80 милиони евра потребни за реализација на овој проект, топлификација на Битола од РЕФ. За сега се потрошени 4 милиони евра, и тоа за тендерска документација и дел на припрема на третиот блок од РЕФ, се со цел за да и тоа 4 милиони евра за проектна документација која што кошта нешто повеќе од 200.000 евра. Самата неизводливост на проектот, за кој што ние треба да го дадеме топловодот е сосема друга приказна. Луѓето кои што работеа и кои што беа работени на овој проект во фирмата која што имаше двајца работени, сега се превземени од РЕФ Битола. И вие знаете дека ова е неодржлив проект, али исто така добро знаете дека еве сега ќе го правиме малце, ќе правиме популизам, па сега ќе загреваме Битола од РЕФ. На прашањето до директорот на АД Елем, Христијан Мицковски, како ќе го реализирате проектот, одговор не се доби. Рече само дека ќе треба да се обезбедат средства и Битола ќе има топловод кој што ќе функционира и кој што ќе биде пуштен во работа 2017 година.
Потоа се премина на 2018 година. Прво не можеме да се согласиме со сумите кои што варираат од 37 до 80 милиони евра. Не можеме да се согласиме за временската динамика на која што би се реализира проектот. Али затоа како совет и како општина Битола може да се согласиме дека церквите кои што ги имаме во наша собственост може да дадеме на фирмата која што не продала со малото прсте за општина Битола. Бидејќи тука има луѓе кои што се работени во ред, исто така и се советници, еве јако ги повикувам од оваа говорница да искажат своето мислење за можноста за реализација на овој проект од една страна, бидејќи сепак сметам дека треба да бидат стручни лица, бидејќи работат во таа компанија. Треба да имаат малце повеќе информации од нас, кои што ги гледаме работата контакт и информации кои што ги добиваме од нас. Ги повикувам јавно пред овој форум да се обратат и да кажат кои се аргументите ние како општина Битола во овој момент да го отстапиме овој повод кој што имаме собственост на општина Битола на